Балет, уметност на владење со телото и сцената. Уште од преисторијата човекот имал потреба да комуницира телесно со движења кои ги изразувале неговите чувства и расположение. Балетот вклучува танц, мимика, музика и хор. Танцот низ вековите поприма разни форми, иако е многупати забрануван, обстојал до денешен ден. 29. април се одбележува како светски ден на танцот. Исто како музиката го слави животот и е неизоставен дел од нас. Класичниот балет е вид танц чии движења се засновани на апсолутна контрола на телото, па затоа е препорачено да се почне од многу рана возраст. Во балетот секој чекор е строго кодифициран. При танцот се користат ланките, рацете, торзото, главата, стапалата, колената, целото тело во еден симултан спој со мускулна и ментална динамика која треба да се изрази со потполна хармоничност на движењата. Еден таков човек кој мощно и успешно се претопува во ликовите кои ги игра и им дава посебен сјај со својата природна маркантност, е со нас денес. Првенецот на македонскиот балет, Васил Чичијашвили. Васил, гамарџоба, ке ти ликхост квени момрдзанева. Гамарџоба. Добре дојде во емисијата. Добро ви најдов, ги поздравувам нашите гледачи, се надевам дека ќе ги има многу. И среќен сум што сум денеска со вас. Така. Оваа година полниш, не кажуваме колку години полниш? Може. 50 години. Дипломираше на Тбилиси Вактан Чабукјани државното училиште за кореографија во 1993 година и потоа стана солист на државниот театар во Тбилиси. Кажи ми, ајде да почнеме од твоите први чекори во балетската уметност. Што ќе ни кажеш? Прво би сакал да кажам, многу убаво образложи класичниот танец. Јас почнав на 10 години класичен танец, иначе претходно почнав негде околу 7-8 години имав со фолклорен танец, грузински народен танец. И после веќе од 10 години веќе се запознав со класичен танец во Тбилиси, во нашето училиште. Искрено не знаев каде ме носе родителите, така само ме однесува кореографија. Училиште на кореографија испадна дека основната линија беше на класичен танец. За мене, ја не знаев, иначе они знаеа. И така да ме оставија во училиште во интернат од на 10 години. Живееше во интернат од 10 години и учеше балет? На 10 години. Децата што беа од други градови, имаше услов да си има училиште интернат. И бевме од други градови деца, таму се учевме, таму се живеевме. Така ти си роден во Ахмета? Во Ахмета. Тоа е блиску до... Тоа е... не е баш блиску, али како кај вас Кавадарци, од каде што се Лозие, виноделие, кај нас исто Кахетие се вика таа провинција и градот Ахмета. Иначе Ахмета е познат со џудо во светот. Така. Грузија е позната пошто имаме многу шампиони и од Ахмета имаме 2 олимписки шампиони по џудо. И светски и европски шампион. Покрај балетани. Да, јас имав обид, таткото ми имаше обид да си малце да пробам и џудо, додека бев во Ахмета. Пробав и џудо, ама сепак
предовладеа решението на мајка ми. Танцот, односно балетот. После отидов во уметност, во балетот. Кажи ми, познати се, нели, Сукишвили танцот во Грузија. Јас сакав малку подоцна да спомнем, ама ти рече почна со фолклорен танц, па потоа се префали на класичниот. Сукишвили, ќе го спомнеме подоцна или ќе ни кажеш малку за тоа? Сухишвили може да. Сухишвили е еден од најуспешните и најголеми ансамблови. Сега викаат народен балет, така го викаат. Национален балет. Национален балет, да. И порано иначе беше познато како Сухишвили, ансамблот на Сухишвили. Сега е национален балет. Они почнаа исто така својата кариера во театарот на опера и балет, во балетот почнаа, они беа балетски играчи, основателите на Нино и Илико и Нино. Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Рамишвили, да. И она беше дипломирана балерина, али он беше сепак од фолклор. Така. Кажа, од 10 годишна возраст почна. Познати се светски балетани, да ги кажеме, русинот Рудолф Нуреев, потоа го имаме кој што во тоа време беше член на Киров балет. Сега Киров балет се вика Марински, така? Марински театар, да, Марински балет. Михаил Баришников, живата легенда балетанот. И, што е интересно, Михаил беше латвиец, така? Така, да. Обајцата се школувани во школото за руски балет Ваганова од Санкт Петербург. Кога ти учеше балет, кога почнуваше, дали имаше некој модел, дали следеше некого, сигурно на некого си се огледува? Да, секако. Пред Чабукјани, пред Баришников и Нуреев беше Чабукјани. Исто он дипломираше, учеше во Ваганова. Таму почна кариера. Иначе он е грузиец. Он во детство учеше во Тбилиси во студио, балетско студио кој што водеше студио италијанка Марина Перини. Така. Тогаш он во тоа студио почна да се учи и после како дете се разнесува дури цвеќиња, вака работеше во цвеќара, кој го искористуваа како сервис, така ги разнесуваше цвеќиња по градов. И со играње така се заврши во балетско студио и после понатака отиде во Ваганова и таму се завршил и стана првенец на Кировски балет и после веќе Баришников и Нуреев нормално. Они се најголеми кумири за мене, пред се Чабукјани, кога ја почнав во училиште да се учам. Најголем прежива легенда ни беше, него го вика чарадеј на танецот, Чабукјани. Он беше прв машки играч кој што сменил на овие сите варијации, сите соло улоги на машката игра. Така. Предходно балет се создаваше како за балерина, доминираше повеќе. Еден вид партнер, нели така и ве викаат, само партнер. Имаше статична улога само, мажот беше имаше статична улога во балетот и Чабукјани, пошто он беше многу енергичен и подвижен човек, си направил за себе соло улоги, варијации. Така. И сите овие варијации ден што се играат во балетот, во Дон Кихот, во Бајадерка, Корсар, Пламја на Париж, сите класични, основните класични улоги, он ги поставил. Така. Он ги создаде на себе и после почна веќе млада генерација. Дали го во кореографијата, нели? Да. Додека се подготвуваш за една улога, гледаш други поставки балетски, наоѓаш инспирација во себе, како? Секако. Јас кога почнав веќе како да се играм на професионална сцена после училиште, тогаш беа 90-тини години, ако памтиш ВХС, снимките, тогаш се разменувавме, така немаше толку достапно колку што сега имаат младите, нели, сега е епохата на интернет.
Почнавме од снимките, ги гледавме различни, нели, Баришников, Чабукјани, Нуреев, Зеленски, Мухамедов, Годунов, тие беа нашите кумири тогаш. И ден денес јас знам да гледам, пошто сепак ме фали тоа. Си навикнав да гледам и кога посебно играв, си гледав пред представи, се мотивирав, се информирав, се доградував колку можев, понекад и капирав нормално и без тоа беше најголема мотивација нормално за мене. Ти си исто руска школа, нели? Да, кај нас целата таа советската просторија е руска школа, да. Колку е важна за, ке те прашувам уште за улогите во балетите, колку е важна за една улога, нели, инспирацијата е првично, па потоа, нели, техниката, чувствата и се. Колку е важна облеката, шминката, ансамблот со кој танцуваш? Многу е важно. Тоа е многу е преплетено во едно во друго и танец, пластика, костимот, шминка. Значи, шминка и костимот мора да е соодветна на таа улогата и на таа епохата што прикажува представа. И не може сега да се играме принц, а фризурата да ми е современа, модерна, например. Мора да е соодветна на таа епохата. И сега веќе почнаа помалца да следат, не зборувам за големите куки каде што има големи традиции, али за жал во каде што нема толку голема традиција, таму веќе почнуваат и брада да носат каде што нема потреба да се носи брада. Али јас секогаш тоа се оние нови поставки, нели, например нови? Не, и во класика употребуваат и веќе се почна похрабри се, не знам, ја не бев толку храбар да носам брада каде што не ми дозволуваа, моите репетитори, педагог-репетитори не ми дозволуваа, не решавав тоа јас. Така. Значи, позади мене стоеше човекот, репетитор, педагог-репетитор кој што работеше со мене. Точно, и на целиот твој изглед, не само на танцот, туку и како ќе изгледаш на сцена. Не ми беше тоа дозволено, како што сега, например, си дозволуваат. Кажи ми, кога танцувате, кога си на сцена, ги добиваш оние вибрации од публиката, се чувствува, дали им се допаѓа, дали има восхит кај нив, дали... Има моменти во зависност од представа. Има некои представи што публика повеќе ја сака, и во Грузија и овде. Ја памтам кога во 2012 година се вратив во Македонија, прв чекор на сцена, прво појавување на сцена ми пречекаа со аплауз публика, овде македонска публика. И тоа беше многу убаво чувство за мене. И посебно после представа веќе нормално ти приоѓаат секоја на поклон, на кога така, се кланеме. Кога се завршува така. Секој играч добива соодветна реакција после од публика и тоа е најголема награда за нас. Така, кажи ми, публиката во Македонија каква мислиш дека е? Дали е доволно образована, дали е доволно информирана во поглед на нашите представи на балетите или може да се направи нешто за да имаме една поширока публика, помлада публика? Тоа деликатно прашање малца. Знам. Има во Македонија одреден број на публика кои што често поседува нашите настани. Да, една иста публика има постојано, тоа сигурно, така? Има таква публика, али воопште ако зборуваме во целина, македонска публика нема можност да се изразам правилно, нема можност да се споредува со другите светски балетски куки, мислиш? Да, балетски куки, пошто овдека ретко доаѓаат. Тоа каква можеме, нели, што може да се направи за да се привлече повеќе нова публика? За да можеш да се развиеш публика, мора да се понуди, нели, соодветна продукција, квалитет. Да се воспитува, да се расте и публиката и нормално и уметниците да се растат.
И на тоа, мислам дека на тоа треба да се обрнува многу големо влијание и да се работи на перспектива. А денеска се работи само од денес до утре. Те прашав, знаеш зашто те прашав? Затоа што имаш настапувано на 3 битни сцени по подолг период, нели? Во Грузија, во Тбилиси, потоа во Мерсин, во Турција и кај нас. Секаде си... Да, каде што работев, да. А иначе и во Америка, во Јапонија, кога гостувавме од Грузија многу често. Како гостувања сигурно си имал многу, така? Да, да. Во Англија, во скандинавските држави. И најголем печаток ми остави јапонците. Јапонска публика е тоа нешто дисциплинирана. Неверојатно. Они не аплаудираат таму каде што не треба да се аплаудира. После представа со сати додека ние ќе се излеземе од театар со сати. Колку треба ќе чекаат додека нема да излезеш од театар, они не се одат. А сите ги чекаат? И они чекаат вака организирано, вака ходник направен, коридор направен и чекаат да те сликаат, да се сликаат со тебе, автографи да си земаат и тоа е неверојатно. Ја бев шокиран прв пат кога се соочив со тоа. Иначе и во Америка многу искрена публика. Се реагираа понекад на некои нашите, например, сцени, каде што во Грузија, например, не се смеат. Они таму се смеа, така реагираа многу искрено. Спомена Грузија, односно нели твојата матична земја, каква е разликата меѓу грузиците и македонците, кога веќе споменавме? Воопшто, во живот. Грузиците сме повеќе потемпераментен народ, поизбувлив. Можем да се споредам со србите. А вие сте помирен народ, потолерантен народ, ја мислам дека и ние сме толерантни. Грузија е многу етничка земја, мултиетничка земја. Таму нема народ, мислам дека што не постои, што не живеел, сега веќе се вратија од каде што се постоја. Грците беа, курдите имаме, комшиите не ги бројам, да. И овдека исто во Македонија многу мултиетничка земја е, така да македонците помирни сте, потолерантни од нас, а ние повеќе потемпераментни. Точно тоа се гледа и во, ќе споменам уште еднаш, значи грузискиот национален балет или Картули Еровнули балети, така е првата професионална државна танцова компанија во Грузија. Рековме и Илико Сукишвили и Нино Рамишвили уште во 1945 година и денеска е позната како балетска компанија низ целиот свет, каде што ги представуваат, односно нивните настапи се со масовни сцени, прикази на класичен грузиски фолклор. Дали некој што помислил ти би се, односно зошто споменав, велиш поратоборни по не агресивни, туку по-страстни сте. Таков е и балетот Сукишвили. Па воопште тој регион Кавказ многу е позната со темперамент, да. Ја имам многу голема желба, ја од 10 години престанав. Ствари училиште учевме исто грузиски танец, имаше таму карактерни танци, нели, посебно се учеше грузиски танец, ама тоа не беше тоа веќе тоа што треба да биде, чисто колку да се запознае со тој танец. Али многу имав желба да си играм, ама немав прилика. Мажите во танцот во Сукишвили балетот танцуваат на половина нога, нели? На прстите, да. На прстите скроз. Свиткани скроз на прстите. Тоа предпоставуваме многу болно. Болно е, да. Многу е болно. Тие прават скопови така на... Додека веќе кога си на сцена и темпераментот, они со мечови се сечеа прстите до крв, доведуваат до крв, ама на сцена кога си тоа веќе не се осеќа толку. Не е ни важно тоа. Да. Во Македонија дојде на покана на македонскиот балет како гостин на Порги Бес, така? И во продукција, односно на кореографија на исто грузиец. Нукзар Мавалашвили, да. Така. И потоа остана тука. Што се случи? Зошто реши да останеш тука? Што те...
Во Турција прво би сакал да кажам како завршив во Турција. Да, за Мерсин, во 90-тите години нели распадна Советскиот сојуз, имаше голема криза во сите тие републики, посебно во Грузија. И имав голема желба да си одам негде или во Русија или во Европа, во некој било кој театар, само да си одам негде да се можам да се развијам како играч, пошто кај нас сите си поотидоа сегде каде што можеа да се одат. Некој во Бугарија, некој. И не остана кај нас еден добар специјалист како педагог-репетитор. И во Турција работеше нашите бившите првенци маж и жена, Нукзар Магалашвили и Медеја Магалашвили. Они прво во училиште предава и после добија покана во Мерсин како кореограф, главен кореограф, и они им требаше играчи. И прво што направија, ме понудија на мене и на уште една наша прима балерина. И отидовме, така се завршив ние во Турција. Ја искористив тој момент прво да си одам негде во друга куќа и второ да си работам со него. Он беше многу добар играч. И така да во Турција работев 4 години, си играв, се збогатив мојот репертуар, играв Корсар, Порги и Бес, новите представи, неговите постановки. И после он дојде овде во Македонија, беше поканет, овде работеше во Македонија еден наш бившиот играч од Грузија и преку него, негова рекомендација, се заинтересира за Порги и Бес да дојде да постави. И тогаш он поставил во Скопје. После некоја година мене ме поканија за прва улога како гостин. И после тоа добив понуда да се останам веќе. Да, ќе се вратиме на тоа. Кажи ми, Порги и Бес го играш главниот лик што е во суштина инвалид, нели е? Да. Без нозе. Без нозе. Како е која е тежината или да се изглуми таков лик, да се одигра на сцена, да се долови тој момент на инвалидитет? Таа улога, таа представа првпат ја поставија во Тбилиси Михаил Лавровски. Да. Исто он беше, тогаш беше, он е од Болшој театар од Москва, негова матична куќа таму, али он е по мајка грузиец и во Грузија беше еден период работеше како главен кореограф. И он првпат поставил во Грузија таа представа, а Нукзар Магалашвили играше исто таа улога. Они беа зрели играчи. Он Лавровски на себе си поставил Порги. Так. Веќе зрели играч, а ја бев млад на почеток на кариера. Така да малце ми беше тешка таа улога, цело време ние сме навикнати да скокаме лесно, нели техника. Така. А Порги секогаш без нози и секогаш лазеше на сцена буквално. Така, да. Да, и тоа беше многу тешко, многу ми беше физички тешко. Али уште едно искуство. Така. По Мерсин доаѓаш во Македонија и остануваш еден период тука, потоа пак заминуваш за Грузија. Потоа пак, значи, кога работев уште овде, во Грузија ја поканија, нашиот председател ја покани една наша, тогаш беше на Болшој театар прима балерина Нина Ананејашвили, грузика. И она беше веќе при крај на кариера, ја поканија како директор да ја води грузиски балет. И она после, откако ја назначија неизе, ја добив од неизе. Ми се јави и ми кажа дека би сакала да се вратам ако имам желба во грузиски балет, дека она ме ветуваше убава работа, гостување и така натаму. Ја добив понуда, ама не одлучив, не можев, тешко ми беше да се одлучам да се вратам, бидејќи овде имав личен, приватен живот, така да кажам. И после со одредени одлуки се вратев во Тбилиси и ја почнав да си играм со неизе, со нашата прима балерина и директорка, она уште е активна. Тоа беше период за тебе кога порасна, мислам, нели, да стекна многу повеќе искуство? Да, и најмногу искуство створив тогаш кога играв со неизе. Она многу беше искусна, помагаше, ме учеше и заедно почнавме да играме, да гостуваме надвор од Грузија. И тоа беше најголемо искуство и инспирација за мене. Еден од најпознатите, односно најремек дела балети се смета дека е Силфида.
прв романтичен балет што се, нели, пред да почне руската школа, пред до крајот на романтичниот балет, Силфида е прв од нив. Кај нас е верзијата на Огист Бурнанвил, нели? Да. Се игра кај нас. Музиката е на Жан Шнајцхофер и во дотогашните балети, како што спомна и ти, машката улога е претежно партнер на, нели, на главната партнерскиот дел нема воопште во таа представа. Така, таму има многу мал партнерски дел, ама сепак е има прецизни, ситни движења во балетот. Тебе како ти се допаѓа тој балет? Мислам дека ти е... Тој балет беше поставен во Македонија 2005 година, ако памтам добро. Од Франција беше поканет еден бившиот играч и многу добро соработуваше и многу добро ја направи представа овде. Многу убаво изработе представа овде. За овие години што работам во Македонија, сметам дека тогаш таа представа Силфида беше најспремна представа од сите представи што сум играл овде. Зборувам не само за солисти, него и ансамбл. Многу бија добри, убаво спремни, убаво изработена представа, режиски, технички, костими, многу добра представа. Иначе таа представа се разликува од другите представи, бидејќи таму нема дуетен танец со балерина. Он фактички еднаш ја допира само Силфидата. Така, има една сцена каде што игра со двете, нели, со Ефи и со Силфида. Така, да, али Силфидата е дух на воздухот и он не смееше, се обидуваше да ја фати, ама не можеше да фати, нели. И представата се разликува од тоа што таа представа прв пат ја се постави во Париз во 1832 година, ако памтам добро, и после тек во Копенхаген, во Данска, сакаа да постават, ама французите побараа многу големи, композиторот побара за права, авторски права да искористат неговата музика, големи пари, и он беше изнуден да најде друг композитор. И тогаш се створи оваа втората верзија на Бурнанвил. Така. И се разликува од тоа што е многу ситна техника. Данците многу сакаат таа ситна техника, ние ја викаме. Руска техника се разликува од тоа што има голема ширина, како вашата студија, огромни сцени имаат и они голема ширина користат, пространство користат, а данците све користат горе, у висина скокаат и многу ситна техника користат. Да, јас баш ја изгледав и пред емисијата ја изгледав Силфида и има разлика од, например, подоцна класичните балети. Пошто они немаат големи сцени и све у висина, користеа висината. Така. Каква споредба можеш во Грузија, додека си во Грузија во тој период од 2007 до 2012, во 2009 го добиваш орденот на честа на Грузија, што е многу добро одликување, нели, важно. Значеше ли тоа некакова разлика во твојата кариера или е само сатисфакција лична? Секако тоа беше за нас многу големо изненадување. Во тоа време, во исто време добивме ја и мојата партнерка, тогашната партнерка, сценска партнерка, која што беше исто во Турција, заедно се работевме. Бевме поканети во Министерство за култура на коктел, а не знаевме причината што беше. И таму се откривме дека нас ни наградуваат. И беше големо задоволство, нормално, тоа е кај нас највисока награда за уметници. Да, како кај нас национален уметник, нели? Така, да. Кај нас укинаа национален уметник, не знам зашто, и сега е орденот за доблест или така се вика. Чест или доблест, така, да. Каква споредба можеш да направиш во трите? Значи, не зборуваме за оние гостувања низ целиот свет, каде што секој балет има своји, нели, правила и можности за танцување и за представување за одигрување еден балет. Каква разлика можеш да направиш споредба меѓу македонскиот, мерсинскиот и балетот во Тбилиси? Во Тбилиси сепак ние имаме поголема традиција. Така. Балетот постои
која сезона сега не ми текнува, знаев. 106-та сезона, ако памтам убаво, во театар. Се обележуваше пред некој ден, 106-та сезона. Сепак голема традиција имаме. Во Турција, каде што работев јас, Мерсин, тоа е многу мал град на Средиземно море. Балетот, не би сакал, во Анкара и во Истанбул е само балетот на подобро ниво. Иначе во Турција имаше само 4 театри. Анкара, Истанбул, Измир и Мерсин, кога ја работев. И после се отворија уште 2 театри, во Анталија и во Самсун. И сепак се обидуваат да ја развијат опера и балет, се вложуваат, како држава се вложува, си ги мотивираат младите деца. Ги мотивираат, така? Да. Уште Ататурк, кога беше Ататурк, он од негово време има еден закон, кој што ги наградуваат уметниците со, освен плата, имаат дупла плата, уште премии, значи, си земаат. За да можат родители да ги мотивираат децата да дадат во уметност. Разбирате? И во Македонија е мала држава прво, што ми се свиѓа многу кога дојдов прв пат, многу беше разликата што јас сакам многу мали градови и мир, внатрешен мир да имам. И во Македонија тоа ми допадна. Тоа се осетив. И мала држава и балетот исто по бројни, по количина, како се кажува тоа, по бројка, ансамблот ни е мал и можностите се мали. Би сакал повеќе време повеќе внимание да се обрнува на тоа, да се развива поголема мотивација да имаат деца да доаѓаат, али овде е најголем проблем што никој не спомнува. Најголем проблем, освен добро театар е друга тема, е школа. Во школото треба да се примаат исклучиво талентирани деца. Балетот не е само да си, например, моето дете сака да се игра и ајде ќе дадам балет. Можеш да дадеш на балет, ама ако нема предекспозиции, не смеј да се приме, пошто и детето после губи време. На крај не се учи, може нема да испадне, може ќе добие некоја травма, нема да испадне да се игра, а понатака треба, нели, ќе се изгуби тоа драгоценно време, понатака треба да си и да има друга професија некоја, да си мисли и на тоа. А овдека ги примаат деца, уште не сум слушнал за некое дете дека не ја примеа во училиште. Сите ги примаат, без разлика дали имаат. Сите што ќе се пријават се примени. Се примени. Па ќе видиме после дали ќе. И после имаме тоа што имаме. Доаѓаат од школа деца, не знаат позиции. Да направат убаво позиции. Првиот исчекор да направат со нога. Така. И за тоа имаме после проблеми во театар. Али не се деца овдека. Најголема вина е училиштето, училиште, во балетско школа. Децата не се виновни за ова, пошто позади нив треба да стојат педагози. Дали се гледаш како педагог во еден понатамошен, во моментов работиш како репетитор? Сега како репетитор да пренасочив на повеќе на педагогија, држам вежби, проби по потреба, ако имаат потреба у театар. И понатака што ќе биде, да, тоа, единствено тоа знам. Можам да научам друго, не знам, друга професија немам. Сакав да те прашам и дали си помислил дека можеш да правиш хореографии и дали би го правил некогаш тоа? Можам. Ама тоа е голема одговорност. Така, нели? Тоа е голема одговорност. Овдека има повеќе хореографи него играчи. Секој втор сака да хореографира. Така. И ја можам да хореографирам, ама не се нафаќам на тоа. Тоа е голема одговорност. Треба да имаш визија. Имам. Можам да направам. Али најдобро што можам да направам тоа што сум поминал низ своето тело за години и сценска пракса, тоа сакам да правам, да си пренесам на другите. Така. Се разбира ако има желба.
Ако има желба и ако има талентирани, ги имаш изиграно кај нас како водечки солист во македонскиот национален балет Александар, од Александар трети македонски, Самсон во Самсон и Далила, Златен роб во Шехерезада, Принцот Зигфрид во Лебедово езеро, безброј улоги. Која улога ти е посебно драга? Не омилена како да ја одбереш, туку во која се чувствуваш, или тип улоги што ти се драги? Алберт во Жизел и Базил во Дон Кихот. Ми спомна дека сакаш, како ми ги кажа, танци, како Базил, како значи играта на мечевите, тореадор, како ги кажуваш тие улоги, како беа? Ескамилио. Да. Ама посебен вид игра ги кажуваш. Последен како? Значи, има посебен назив, ми кажуваш за тие игри, за тие балетски улоги дека има, како тореадор кога играш Алберт во или Дон Кихот Базил. Сега не ми текнува. Зборувавме за Травијата, дека има танци исто, зборувавме за во оперите дека постојано, дека во некој има балетски улоги, каде што се со, не ми текнува сега ни мене на називот. Добро, кажи ми, по периодот на романтичниот балет, ги спомна ти и Бајадерка, и Заспаната убавица, потоа почнуваат, односно Копелија и Силфиде и Жизел не се романтичните, и потоа почнува ерата на оној класичен руски балет, како Лебедово езеро, Орево Кршачка. Ти ми кажа дека си школуван според руска школа. Сега, имаме и модерен балет. Што мислиш за модерниот балет? Јас кога учев во училиште, тогаш само што почна да се појавува во таа советска просторија, да пробива границите модерниот танец, модерен балет, и ние имавме некаква одбивност према модерен танец, пошто тоа беше за нас нешто класика беше пред се. И кога се додека не почнав да играм модерен балет, и во Тбилиси покануваа врвните кореографи како Иржи Килијан, и се додека не почнав да играм модерен балет, осетив дека повеќе имаш простор, слободна во движење. Ние во класика сме ограничени. Има своји граници, ограничени сме во слобода. А во модерен танец поголема слобода имаш. Ти дава слобода да се изразиш малку поинаку, нели? Да бидеш да се изразиш и како еден чист воздух ни доаѓа, како промена на воздухот кога Што е полесно да се игра? Претпоставам модерниот танц бидејќи нема толку строго определени правила на движење. Што полесно? Да. Полесно ти е да играш класичен балет или модерен танец е полесно. Така, за нели? класичен играч модерен танец е полесно. Така. Пошто во класичен танец класичен танец многу голема сила, енергија, посветеност. Добро, и модерен танец секоја има своја тежина, да. Така. Али класичен танец е потешко да се изведе. Спомена дека тука ти започнува еден дел од приватниот живот. Ке сакам малку да позборуваме за тоа. Наташа Јосифовска, нашата исто балерина, истакнат солист. Да, истакнат солист, ти е сопруга. Да. Имате керка, која што ќе оди по 12 години, ќе оди по вашите стапки, бидејќи расте со двајца родители балетани или не? Не, ние решивме да не оди она у балет и искрено и она немаше желба. Не дека и забраневме, него немаше, она не се пројави желба. И не инсистиравме. Сакаме да оди по друга професија, бара многу голема жртва балетот. Посветеност, здравие, жртва. Значи, ако сакаш да постигнеш секоја професија бара жртва, али посебно класичен танец или класична музика,
бара многу големо сати работа и посебно за дете, за девојче, тоа е многу тешко физички. Да. Треба многу голема пожртвуваност. Сакам неколку кратки прашања. Најголема доблест, која мислиш дека ти е? Трпение. Трпение. А мана? Толеранција. Мислам дека е исто трпение. Некојаш доблестите не се и мани, нели? Зависи во која... И... Да, тоа е. Да не беше балетан, што би бил? Па сигурно ќе завршев во борба негде џудо. Пошто во Ахмета тоа е најразвиено и децата носат само на џудо, на танец многу ретко. Така. Дали имаш некое животно мото? Дали имаш некаква порака на еден помлад Васил, еве да не биде мото? Направи денес тоа што треба. Не остави за утре, тоа мислиш? Не остави за утре што можеш да направиш денес. Не помогна, фала ти. Преубаво. И кажи ми, што те прави среќен? Па ситните работи ми прават среќен. Да сум со фамилија, да сме живи здрави сите, да си поминуваме време заедно, да си патуваме. Море, па на природа сакаме многу да си искачаме. И тоа е едноставни работи, ситните работи. Така. Имам уште многу прашања да ти поставам, ама за жал времето не гази и ќе мораме да завршиме. Што би сакал да кажеш за крај кратко? За крај сакам да кажам да една препорака на почетниците на што сакаат да се играат балет. За млада генерација би сакал да им препорачам да бидат потрудолюбиви, да си работат на себе, да си развиваат. Не е само балет. Туку како личност. Како личности да се развиваат и да бидат самостоени, да бидат да не зависат не од други, него да носат своите одлуки сами. Така. Ти благодарам многу за интервјуто, ти благодарам што ми беше гостин и се надевам во некоја друга прилика ќе се видиме пак. Фала многу за поканата. Да се биде ваков уметник, од ваков ков, со себе носи многу одговорности, секое негово движење, секоја експресија, расположение, се е ставено пред очите на публиката, а публиката оценува, дава свој суд и се допаѓа или не. Но секој уметник се раѓа повторно со секоја своја улога и публиката е таа што ќе го забележи она што е најдобро кај уметникот. До следната емисија ви посакувам да бидете среќни и насмеани, се гледаме.